Владина делегација предводена од премиерот Груевски е во Израел, ке ги презентира можностите за инвестирање во Македонија. Виолета Димовска е таму. Во Македонија ги повика израелските стопанственици премиерот Никола Груевски на бизнис форумот во Тел Авив, на кој беше промовирана Израелско-македонската стопанска комора. Би сакал да и посакам успех на новородената Израелско-македонска стопанска комора. Се надевам дека тоа ќе ги ослободи нашите стопанства да ги надминат бирократските бариери, за да овозможат овој економски линк да прерасне во договор за економска и трговска размена. Намалени даноци, ослободување од данокот на профит во наредните 10 години за компаниите што ќе инвестираат во индустријските зони. Многуте реформи и регулаторната гилотина според Груевски треба да ги донеси странските инвеститори. Мотото на нашата влада е помалце бирократија, повеќе бизнис, што се потврдува со скратувањето на времето за регистрација на една бизнис фирма на само 4 часа. Ние инсталиравме регулаторната гилотинја, при што елиминиравме значаен број административни тешкоти за водење бизнис. И покрај пријателските релации, нашата економска соработка не е на посетуваното ниво. Се надевам дека во иднина ќе биде поимет, рече директорот на Израелскиот институт за меѓународна соработка. Во иднина посакувам средби на израелско-македонските стопанства, но со добри резултати што ќе овозможи на вашата економија да се развива како нашата. Градежништво, информатички технологии и производство на електрична енергија се секторите во кои според вице-премиерот Владимир Пешевски, директорот на Агенцијата за странски инвестиции Виктор Мизо, израелскиот капитал може да го најде својот интерес, но подеднаков простор за работа има и во туризмот и во аграрот. Со формирањето на Израелско-македонската комора, според израелскиот амбасадор во Република Македонија Давид Коен, сега е вистинскиот момент да стартува во вистински смисол на зборот соработката помеѓу Израел и Македонија со полн капацитет. Инаку тридневната посета на Израел, владиниот тим утре ја продолжува со средбата на претседателот на владата Никола Груевски со израелскиот претседател Шимон Перес, а за попладне е средбата со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Од Тел Авив за македонската телевизија Виолета Димовска.